Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола. И еве, драго ни е што во овој дел од нашата програма можеме да најавиме дека имаме гости во студио, заедно со нас Елена Трајчевска, маркетинг директор на КС Групација, и Марија Бошевска од секторот за човечки ресурси во КС Групацијата. А она за што ќе зборуваме е стипендирањето кое КС Групацијата го започна минатата година, стипендирање на студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ќе започнеме со тоа дека КС Групацијата уште од минатата година започна со стипендирање на дел од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски. Меѓутоа на 17 мај 2024, еве конкретно, се потпише и меморандум за соработка со универзитетот, што значи дека стипендирањето се однесува на студентите од сите единици на универзитетот. Елена, започнавте со една мощна, убава, благородна работа, би рекле, помош во секој случај за оние кои што решиле да го продолжат високото образование, парична помош која што ќе им овозможи, можеби полесно и полагодно да го продолжат образованието, но и да се стекнат со искуства. Да, Сонја, минатата година, како што кажа, ние започнавме со еден добар проект како општествено одговорни компании во склоп на КС Групацијата. Направивме селекција на голем број кандидати на неколку студенти за оваа година да подпишеме меморандум за соработка со УКЛО со цел да ги опфатиме сите единици, како што кажа, на УКЛО. Идејата ни беше најпрво да ги пополниме оние работни места каде што имаме кадар кој што не може да се најде, а со потекот на студирањето ние да им овозможиме на нашите студенти да влезат во работниот процес. Односно, тие веќе во самото студирање, покрај што ќе земаат парични средства, да можат веќе да бидат работно способни, да можат да се вклучат во процесот кој што го обавува нашата групација. Рековте дека на овој начин се пополнуваат и местата кои што ви се потребни во КС Групација заради недостаток на млади луѓе на пазарот на трудот? Да, во нашата КС Групација имаме повеќе сектори: финансиски сектор, програмери, IT, потоа правна служба, маркетинг служба и многу други служби во кои што ни недостигаше кадар кој што треба да почне да работи и да се вклучва во процесот. Направивме голем број на интервјуа, голем број на селекции и се останато, но никогаш не се наоѓаше правата личност. Оттаму тргнавме со идеја, заедно со секторот човечки ресурси, да нудиме стипендирање на луѓе, односно на студенти кои што им треба пред се парични средства, а од друга страна и можеме да им понудиме нешто што другите компании во бизнес секторот не го нудат, односно работна пракса која што ќе имаат и ќе бидат дел од нашиот тим, предводен од ментори кои што ќе се грижат да се изградат во работници, луѓе, професионалци кои што ќе можат да се вклучат во работниот процес. Како помина минатата година, 2023 и еве сега 2024. Да, 2023-2024 ја поминавме со 5 стипендисти, кои што сме видно изненадени. Во текот на летниот период има 2 месеци пракса, платена пракса во нашата компанија. Не се чувствуваше дека тие се студенти во нашата компанија, толку добро се вклопија во работниот процес, што стварно сме изненадени. Се надевам дека и оваа година ќе имаме
уште поголема заинтересираност од минатата година и ќе понудиме повеќе стипендии. Кога се договаравме за разговорот, прашав колкав ќе биде бројот на стипендисти кои што го планирате. Ми рековте бројот не е ограничен. Да, бројот не е ограничен. Во однос на бројот на стипендисти кои што ќе бидат пријавени и во однос на квалификациите кои што тие ги имаат до моментот на студирањето и она што врз основа на она што нас ни треба и ни е потребно во секторите, ќе земеме онолку стипендисти колку што ни се потребни и колку што ќе има квалитетен кадар. Одлична можност, би рекле, за сите заинтересирани студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, иако мораме да кажеме дека конкурсот е отворен и за средношколци, значи имате посебно конкурс за средношколци, стипендисти ваши и за студенти. Колку се средношколците заинтересирани? Па изненадена сум од фактот дека толку на таа нивна возраст сепак се грижат за нивното образование. Минатата година имавме доста пријави за апликации за стипендии од страна на средношколците и веќе имаме 20 средношколци од економското средно училиште со различни смерови. Така да и тие беа на пракса, се покажаја на видно, да речам, место, го почитуваа редот на нашата компанија, она 8:00 работно време, така да сум видно изненадена од нивната посветеност кон работата. Да. Рековте дека стипендистите кои што од минатата година нели се ваши луѓе, да кажеме, работат под палка на ментори кои се искусни, им го пренесуваат она знаење што треба да го имат и да го надоградат во секој случај. Точно така, во секој сектор ние си имаме определено наш ментор, ние си имаме програма по која што си работиме нормално, се почнува со основни работи, запознавање на компанијата, потоа вклучување во некои мали процеси кои што се битни за нашата компанија и веќе следниот чекор, ако стипендистот се вклопи во она што се работи, му се дадаваат и реални проекти во кои што може да учествува. Она што е најдобро во целата оваа работа е што по завршувањето на студиите, на студентите им нудите и вработување. Точно така. Дел од обврзувачкиот договор на стипендистите е после завршувањето на студиите или на средното образование. Нашите врати се отворени и тие ќе бидат дел од нашиот тим. Сега за она што значи конкурс и услови за конкурирање на сите заинтересирани, ќе проговориме малку повеќе со Марија Бошевска, веќе ја најавивме од секторот за човечки ресурси. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 да слушнете повеќе. Магла пак ме покрива, мириса на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот,
та љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е, малку е. Јаве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Ве подсетувам дека денеска заедно со нас Елена Трајчевска, маркетинг директор на КС Групација, и Марија Бошевска од секторот за човечки ресурси на КС Групација. Зборуваме за програмата за стипендирање, која КС Групација ја започна минатата година, а оваа година, веќе 2024 од пролета таму, КС Групација подпиша меморандум за соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што значи дека студентите од сите единици на универзитетот можат да се јават на конкурсот, кој што веќе е објавен на веб страницата на КС Групација и останува заинтересираните да го прочитаат, да се информираат и да се решат доколку сакаат да бидат дел од ова големо семејство. Марија, на почеток, кои се условите за доделување стипендија? Што треба почетно да имаат заинтересираните кандидати? Па вака, програмата за стипендирање на КС Групацијата, како што кажавме, ги опфаќа и средношколците и студентите. Со стипендијата се вклучени сите 12 месеци, односно се добива стипендија за 12 месеци, од кои 10 месеци се исплаќа стипендија, а за 2 месеци се исплаќа пракса која што е платена. Значи добиваат паричен надомеск за сите 12 месеци во текот на годината. Условите за доделување на стипендијата се да бидат најпрво редовни студенти, да немаат повторувана година во текот на стипендирањето. Стипендиите ги доделуваме од бруцоши до абсолвенти, додека пак критериумите кои треба да ги исполнат се постигнат просек не помало 7.5 во претходните академски години, доколку студентот е запишан во прва година, се зема успехот постигнат во средно образование да не биде помало од многу добар. Оно што мене посебно вака ми останува во главата е дека има можност, доколку студентот оди напред со образованието и постигне успех поголем од 7,5, се зголемува и стипендијата. Точно така, значи висината на стипендиите се движи од 5.000 денари до 9.000 денари. Значи имаме раст на стипендијата во зависност од просекот. Значи со тоа сакаме да ги мотивираме младите да се трудат повеќе, да се вложуваат и да можат да прераснат во лидери кои ќе учат да се справат со предизвиците. Токму тоа го имавме ние со нашите стипендисти од претходната година. Сите што ги имавме пријавено и одбрано, својот успех, значи го зголемија во оваа година и ќе си земаат зголемена стипендија. По завршување на програмата за стипендирање, значи нашите стипендисти стануваат дел од нашиот тим, бидејќи самата програма нуди можност за вработување. За целосниот конкурс, доколку сакаат да го видат, да ги прочитаат условите, критериумите, можат да посетат нашата веб страна, а тоа е stipendii.clubsport.mk. Студентите посекако они што се заинтересирани ќе ја посетат страницата и ќе ги разгледат детално условите, критериумите за запишување, но еве
овој разговор може би го следат и некои од нивните родители, баба, дедо, па ќе сака да им кажат на своите деца или внуци подетално или да ги упатат, но еве да ги натераме да загризаат малку, што се вели. Околу висината на стипендиите би сакала да позборуваме малку. Значи, различна висина на стипендиите зависно од тоа во која година се и каков е нивниот успех. Да, имаме неколку категории. Едната категорија е во зависност од академската година во која што учат. Секоја година се зголемува за 1000 денари. Исто така имам и уште една категорија, тоа е во зависност од просекот. Доколку го зголемат просекот од предвидениот минимален 7.5, повторно имаат зголемување на стипендијата. Доколку просекот нарасне од 8.0 до 8.5, значи ќе земаат стипендија повисока за 1000 денари, а доколку просекот го зголемат над 8.5, тогаш ќе земаат повисока стипендија за 2000 денари во зависност од тоа во која академска година се. Сега со оглед на тоа што веќе течат и уписите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола за запишување студенти на прв циклус до дипломски студии, првиот уписен рок веќе беше минатата недела од 26 август до 30 август. Ќе има уште 2, односно 3 уписни рока. Да не заборават и бруцошите, оние кои што ќе се запишат и ќе бидат дел од укло семејството, дека и тие можат да конкурираат. Да аплицираат на конкурсот кој што веќе е објавен на нашата веб страна. Го имаат мејлот каде можат да ги спратат нивните апликации, ќе бидат разгледани и ќе бидат контактирани од наша страна. Значи, ако конкурсот сега од септември е објавен и може би повеќе интересен за студентите од втора година па натаму, веќе од 1 октомври ќе биде повеќе активен или повеќе ќе се трудите да ги придобиете и оние кои што се сега ќе бидат прва година, бруцоши на УПЛА. Во секој случај, веб страницата ја кажавте каде можат да ги добијат сите потребни информации, но еве, ќе ги замолиме слушателите да останат уште малку со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, да го слушнат и крајниот дел од разговорот, па еве бидете заедно со нас. Можам да ти верувам, нема лаги, нема зид меѓу нас, и се сеќавам на секој збор поред. Ми рече ти си ми се, да бидеш со мене, за секогаш до крај сега гледам како одиш и знам ти не се праќаш, не се праќаш кај мене, не се праќаш, не се праќаш кај мене. Никој не ме ранил како ти, во срце, во крило, во лед, и тешко ми е да се погледнам, да се видам без тебе. Ми требаш до мене, ми требаш ти до крај, сега гледам како одиш и знам ти не се праќаш, не се праќаш кај мене, не се праќаш, не се праќаш кај мене. Се што било некогаш, сакам да заборавам, ко да не си ни бил од мене дел.
Кај мене не се враќаш, не се враќаш, кај мене ти не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, Марија Елена, рековме дека ова ќе биде завршен дел од разговорот што го водиме со вас, а во врска со стипендиите кои КС групација ги доделува на заинтересирани студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои што понатаму сакаат да бидат дел од КС групацијата, нели веќе кажавме дека со самото тоа што се стипендисти им се дава можност и понатаму да станат дел од тимот, да добијат вработување, нешто што секој млад човек сака да го има и со самото тоа што ќе добијат стипендија и се сигурни дека ќе добијат вработување, тоа е голем чекор, плюс во секој случај за размислуваат за да конкурираат за добивањето стипендија. Рековте, Марија, дека минатата година или за минатиот конкурс ми кажавте дека имавте околу 40 заинтересирани, пошто следува и интервјуа неколку пати, нели, во неколку циклуси за да се одберат оние најдобрите кои што ви одговарат и вам како тим. Го гледавте квалитетот што го поседуваат, можноста нивна да напредуваат и да се усовршат во она што вие како работодавци, да речем, од нив го барате. Стипендијата ја добија 4 минатата година. Да, 4 студенти ја добија стипендијата и 1 средношколец. Со нивниот договор за стипендирање тие имаат обврска да во текот на летниот период да доаѓаат на двомесечна пракса кај нас во нашите простории во Битола. Стипендистите кои беа дел од програмата за стипендирање веќе учествуваа во двомесечната пракса и имаа прилика да стекнат практично искуство, да го зголемат своето знаење и да се подготват за идната кариера. Работеа со врвни професионалци, имаа можност да се запознаат со најновите трендови во работењето. Од првиот ден се вклучени во реални проекти каде имаат прилика да го покажат своето знаење и вештини, но во исто време и да научат многу нови работи. Со искуствата и знаењата кои ги стекнуваат стипендистите за време на двомесечната пракса, која е дел од програмата за стипендирање на КС групацијата, излегуваат подготвени за предизвиците во професионалниот свет, но и мотивирани да ја обликуваат иднината. КС групацијата со задоволство го проширува хоризонтот на нови млади луѓе, поддржувајќи ги нивните амбиции и професионален раст. Практиканската програма е доказ за посветеноста на компанијата во инвестирање во иднината, со што обезбедува долгорочен успех и одржлив развој на целата заедница. Она што исто така е интересно во конкурсот е и дека барате студентите редовно да ја посетуваат наставата на факултетите, да бидат редовно присутни на вежбите, значи еден како од условите за продолжување на стипендијата. Нема добивам стипендија и сега што сакам ќе правам, туку мора навистина да се докажат како кај вас со на практиканска работа, туку и на факултет. Точно така, значи еден од условите кои што треба да го исполнуваат студентите и да бидат редовни на предавањата, да ги посетуваат вежбите и сите оние опфрски кои што факултетот ги налага во текот на нивното образование во текот на студиската година, редовно да ги полагаат колоквиумите и испитите, така да мислам дека... И како што кажавме претходно, значи нашите стипендисти својот успех го зголемија од претходната година со тоа што се стакна со право на поголем износ на стипендија. Тоа ни беше и целта, да ги мотивираме да бидат подобри. Мислам дека условите кои што се поставени во договорот си го придонесоа своето за, како што кажа Марија, да има зголемување во успехот на нивното образование и зголемување на просекот во календарската година. Тоа ќе мора да го задржат и понатаму, доколку сака да ја добиват стипендијата во таков износ како што им ја нудите. Сметам дека дадовме доволно почетни информации. Уште еднаш ќе кажеме дека конкурсот е веќе објавен, може да се најде на веб страната на КС групацијата. Марија беше? Значи целосниот конкурс може да се најде на нашата веб страна stipendii.clubsport.mk.
Посетете ја, проучете го конкурсот, видете ги сите услови и обврски и секако конкурирајте, па еве, можеби ќе бидете дел од КС групацијата. Конкурсот, рековме, веќе објавен од 1 септември, може да конкурираат студентите кои што се веќе запишани, значи од втора година па до четврта, а од 1 октомври веќе кога ќе ги знаеме и бруцошите, повторно ќе се актуализира и ќе можат тогаш да конкурираат и тие, па кој знае, можеби ќе бидат едни од срекниците. Нешто за крај ќе ни кажете уште? Нешто за крај, па да, сакам сите ова да го испратам како јавен повик до стипендистите. Стипендите кои ги доделува оваа групација се мост за поврзување со идните професионалци кои ќе бидат лидери и носители на општествениот прогрес на нашата земја. Продолжуваме да ги поддржуваме и да инвестираме во младите и со личен пример да ги поттикнеме останатите компании од своето деловно обкружување да покажат повисок степен на општествена одговорност. Останува и јас да ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. И еве да им посакаме да има поголем број заинтересирани кои што ќе ги искористат условите кои што им ги нудите. Ви благодарам за гостувањето во програмата на Укло ФМ Битола. Благодарам и вас. Љубовта и болката се близначки, рака под рака од секогаш. Светот ми го свртеа наопачки, само да ми недостасуваш. Ко што капка дожд го памти облакот, така ми те памти душа. Час те мразам, час те сакам најако, а најчесто ми недостасуваш. Час те мразам, час те сакам најако, а најчесто ми недостасуваш. Ноќва мојта крв те бара, нозете сами одат таму кај што си. Проклета е љубов стара, кого немаш не ти дава да го заборавиш. Прашање на Бога би му поставил, како ли од ум и од срце да го избришеш тој што ти оставил, толку многу засеќавање. Како да го избришеш тој што ти оставил, толку многу засеќавање. Ноќва мојта крв те бара, нозете сами одат таму кај што си. Проклета е љубов стара, кого немаш не ти дава да го заборавиш. Ноќва мојта крв те бара, нозете сами одат таму кај што си. Проклета е љубов стара, кого немаш не ти дава да го заборавиш.
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ti i jaz isto mislime po oči poznavam. Kako da te čustuvam, pomislive te dopiram. Da li ti i ja ќе бидеме ко едно некогаш? УКЛО ФМ, Битола, септември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола.